Колку често купувате производ само затоа што така изгледа? Но секогаш не значи дека ако е скапо, се грижи добро за нашата коса. Во кое јас ви покажувам кои производи ги користам за мојата коса да изгледа вака здрава и од кои дрогериски производи сум презадоволна. Ќе почнеме од шампонот. Го користев овој шампон на Веледа. Го има во DM, во Росман, во маркетите со розмарин. Но за него, да кажеме, резистенција од 1 до 10, 5. Не сум задоволна. Многу ми ја прави косата сува, крута. Не. Овој шампон сум задоволна, баш. Многу е ефтин, го има во Росман, овде во Германија. Шампонот кошта 69 цени. Но толку ја прави косата мека. И дава сјајна фарба на коса, затоа што јас косата ја фарбам. И сум презадоволна. Сега, овој шампон јас го комбинирам со овој серум. Ова се става на скалпот. После бањање, после мијање на косата, тоест се става како маска. Ја користам ова маска исто од Head and Shoulders. Вака е. Таа доаѓа со овакво и додека ја нанесувате триете. Вака се. Ова исто како маска користам на глис. Овој производ исто така сум презадоволна за изголбување на вашата коса, да биде побрзо да ви порасне коса. Сум презадоволна, не коста многу, не сум сигурна дека ќе ми на по. На врвовите мојата коса, за да не биде сува, користам од Morocco на која. Ги користам овие за врвовите. Регенератор го користам овој. Стално си взимам во различни бои, различни мириси. Ова е баш супер. Супер, ова е на Шварцков. Да. Предобро. Значи, не знам колку кошта, 150 центи. Исто така, го користам и овој парфем за коса, доколку немам време да измијам вечерта косата, а например сум готвела или ми се омирисала, значи си го користам ова. Треба хитно да излезеш. И како заштита за горење од косата, го користам спреот на Kerastase. Од него исто така сум задоволна. Ова ми е веќе трето пакување. Ја штити косата од